Ова е вториот дел од написот за превирањата во коалицијата Сириза-АНЕЛ од весникот Катимерини. После заверката на договорот од Преспа, господинот Ципрас ќе треба да го запре начинот со кој што ќе владее. Има недостаток на владеачкото мнозинство, кое што како што тешко може да издржи до мај, кога е можно да прибегне кон тројни избори, така и во последните денови се имаат појавено сценарија за зближување во владата со ново мнозинство. Сириза заедно со министерот за социјална заштита Катерина Папакоста припрема парламентарна сила од 146 пратеници, со оглед на тоа што постојат пратеници и од АНЕЛ, кои што имаат различни мислења спрема господинот Каменос за одредени прашања, не е на одмет, не се исклучува мнозинството да се задржи, да се утврди и да се потпре и на нив. Па и во последните денови постојат знаци за приближување и со независните пратеници. Така што во врска со проблемите кои што може да предизвикаат еден развод помеѓу Сириза и АНЕЛ во почетокот на наредната година, и на двете страни им дава сила да стигнат до изборите. Одејќи кон предизборна кампања, без обврска да се поистоветуваат. Видно е дека неа демократија и председателот на неа демократија Киријакос Мицотакис имаат завземено чиста позиција, чист став во однос на договорот од Преспа. Совршено е јасно дека во следниот временски период договорот од Преспа ќе биде главната тема која што ќе го води диалогот до изборите, кога и тие да се случат. Исто така, јасно е дека интересот на меѓународниот интерес за потврда за заверка на договорот, како и притисоците
ќе доведе до тоа ќе пристигнат исто така и притисоци во врска со завршка за договорот во Грција. Вчера представниците на меѓународната заедница го покажа своето задоволство од резултатот од гласањето. Ханс Столтенберг од НАТО ги нарече водачите на ги повика водачите на БРМ да искористат историската прилика за интегрирање во НАТО. Тоа е тоа од овој член на весникот Катимерини. Ве поздравувам, следете не.